Од јануари до април 2024 година, Сдруженијето за развој на ромската заедница го имплементира проектот Младите жени и девојки вклучени во заедницата, кој е финансиран од Националната агенција за европски програми и мобилност на Северна Македонија преку Еразмус плюс програмата на Европската Унија. Целта на проектот е да им се обезбеди на младите девојки и жени со помали можности од општина Битола и Пелагонискиот регион теоретско знаење кој ќе им помогне подобро да го разберат системот и доследно да ги користат демократските алатки, а со тоа да ја зајакнат нивната политичка зрелост и да бидат активни граѓани во општеството и заедницата. Активностите во рамките на проектот вклучуваат обука, посета на општина Битола и завршна конференција. Обуката се одржа на 16 и 17 март 2024 година, а посетата на општина Битола на 2 април 2024 година. На 26 април 2024 година се одржа и завршната конференција. Кога се работи за младински политики, можеме да кажеме дека општина Битола го зазема водечкото место. Ние имаме донесено стратегијата за млади и веќе ја имплементираме. Во делот на Законот за младински политики ги имаме имплементирано скоро сите активности кои што ги предвидува законот. Значи формиравме локален младински совет кој што е сега во завршна фаза, односно имаме реизбор на нов локален младински совет. Го отворивме младинскиот центар кој што е едно катче каде што младите можат секојдневно да го посетат и да креираат разни активности, разни политики кои што се однесуваат и на младите. Исто така во делот на законот го исполнивме условот каде што општина Битола одделува финансиски средства 0,01% точно за младински политики, односно за младински проекти, каде што дел го поддржуваме финансиски младинскиот центар и работата, а дел поддржуваме исто така и младински организации кои што во иднина ќе имплементираат разни проекти. Имаме беспрекорна соработка со Обединетите нации, во моментот имплементираме доста голем број проекти кои што се за зајакнување на улогата на младите, а во делот на програмата на спортот и активностите во делот на младите, можеме да кажеме дека имаме посебна програма која што ги поддржува девојките и жените и во спортот и во делот на младинските политики. Исто така имаме посебен дел каде што ги поддржуваме и децата, односно младите со попречености, кое што мислам дека особено важно за општествата и заедниците, и така и овој проект мислам дека премногу ќе придонеси за општите добра во заедницата и подобрување на општата состојба на младите во општина Битола. Еве ги повикувам во овој случај сите млади жени пред се и луѓе да се вклучат во општина Битола, во локалниот совет, во се и онака се вклучат во сите активности што ги нудат младинските организации, невладините организации, и многу е важно вие да сте вклучени во општината, да знаете се што се случува околу вас и да придонесите со цело ваше срце во општината. Кога ќе дојде невработено лице кај нас, младо, до 29 години, спаѓа во така наречена младинска гаранција. Тоа е мерка во која за првите 4 месеци од пријавувањето ние му нудиме да се вклучи во активно во некоја услуга да добие или да се вклучи во активна мерка. Така што вклучувајќи се на тој начин, добивајќи услуга, се зголемуваат шансите за нивно вработување. Од услугите морам да ги спомнам неколку. Значи, прво се профилира лицето, се изработува план за вработување, дали е тоа тешко вработливо или лесно вработливо лице. Обично овие ризични категории се тешко вработливи лица. Ако кон ова се додадат некои други ризик фактори, да речеме во оваа млада популација на жени, често се плюс ризик фактор жени жртви на семено насилство. Пота на млада возраст стануваат мајки, така да често се и самохрани родители.
исто така се родители на 3 и повеќе деца. Значи тоа се отежнувачки фактори кои го комплицираат проблемот на невработеноста и доаѓаат, значи се доаѓа до работа на потежок начин. Овие проблеми се секојдневни со кои се соочуваат овие лица, така да им излегуваме во пресрет на тој начин што се разговара и се наоѓа решение како да ги, да речеме, како да најдат и од други институции поддршка за да го решат проблемот на вработување. Би сакала да изразам својата благодарност и да им изразам благодарност за сите што учествуваа, посебно на панелистите кои што беа дел од завршниот настан во рамките на проектот вклучување на младите девојки и жени во локалната заедница. Од презентациите на Гордана Цветковска-Бошевска, советник за млади во општина Битола, добивме вредни насоки за тоа како да ги поддржиме и вклучиме младите жени и девојки во различните сегменти на заедницата, особено преку развивање на програми и иницијативи што ќе ги адресираат нивните потреби, предизвици преку локалната самоуправа. Преку представникот од Центарот за вработување Битола не запозна со важноста на поддршката за жените во процесот на вработување, како можеме да создадеме погодни услови за нивно успешно интегрирање на работниот пазар. Многу битен заклучок е дека треба да се работи на менторскиот систем, особено што поискусните жени треба да им дадат поддршка на помладите девојки. Меѓутоа исто така ние како организација која што долги години работи на проекти со младите, сметаме дека треба да ги вклучат, да ги користат програмите на Еразмус програмата. Со оваа конференција сме направиле важен чекор во нашата заедница за подобро и подобро живење на младите девојки и жени. Ние сме мотивирани и инспирирани да продолжиме со нашите активности за вклучување и поддршка на младите жени и девојки и верувам дека со заеднички напори можеме да постигнеме поголеми промени.